Добар ден, почитувани, предстои најновата телма амбуланта. Денешната епизода ја реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Кога станува збор за операција кај дете, стравот кај родителите е неминовен. Но медицината денес нуди и нови решенија, како што е роботската хирургија. Дали роботот оперира сам или секој негов потек е под контрола на хирургот? Зошто и кога оваа технологија би била избор токму кај децата? Кај кои болести во педиатријата се применува, како изгледа самата интервенција и што значи за крепнувањето по ваков современ пристап. За сето ова денеска разговараме со доцент доктор Ристо Симеонов, детски хирург од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Останете на телма, а во текот на емисијата вклучите се и со ваши прашања во програма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за роботската хирургија кај децата. Гостин во студиото ни е доцент доктор Ристо Симеонов, детски хирург во Аџи Бадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добре ви најдов, благодарам за поканата, поздрав до сите гледачи на телма телевизија. Кога зборуваме за роботска хирургија, дали тоа значи дека роботот оперира самостојно или пак секој негово движење е управувано и контролирано од хирургот? Роботот представува само апарат или машина, а додека операцијата е водена од хирургот. Тоа значи дека хирургот ги поставува троакарите, ги поставува инструментите за работа, го спрема оперативното поле, ги поврзува инструментите на рацете од роботот и после од конзола, значи главниот хирург не е во операциона сала, од конзола надвор од операционата сала ја прави операцијата, со тоа што во салата операцијно станува уште едниот хирург, како и да и двајцата треба да знаат роботска хирургија, кој што ако има потреба да се смени троакар, да се стави дополнителен инструмент, клипсер или евентуално да се направи аспирација, односно лаважа, плакнење на перитоналната шуплина, тоа е хирургот што го спрема пациентот во операциона сала. А главниот хирург работи од конзола. Но главниот хирург всушност не е во хируршката сала, туку е во конзола. Не мора да биде облечен во униформи за операциона сала, може да биде во облека лагодна, значи сместен во конзола, во кабина, удобно седнат и оттаму ја прави операцијата. Предноста е затоа што се намалува уморот, посебно кај долги операции, каде што при лапароскопија или отворена хирургија траат по неколку часа, удобноста на хирургот, прецизноста, концентрацијата и уморот се намалени затоа што он не работи во операциона сала, работи во конзола каде што е сместен во удобна средина. А во салата покрај вториот хирург, кој уште е присутен? Присутна инструментарка, медицинска сестра инструментарка и техничар кој што е одговорен за самиот робот, за деловите од роботот. Гледате во конзолата, хирургот гледа 3D слики, така? Да. 3D предност... Колку пати зголемени? Всушност, што гледа хирургот со помош на роботот, што не би можел да го види со голо око за време на еден хируршки запад? Веројатно многу деца па и возрастни носеле 3D наочари во Cineplex или на други места и добро знаат што значи тоа. Се гледа од блиску и е 10 до 15 пати зголемено и може да се гледа од сите агли, од сите страни. Значи покрај проекцијата горе, долу, лево, десно и има и Z проекцијата, 3D проекцијата, каде што може да се гледа внатрешноста. Натре, надвор, односно може да се гледа напред и позади. И сето тоа има голема предност, посебно во детската хирургија, кај мали бебиња, кога се работи во малата карлица, тоа е делот позади мочниот меур и крајниот дел од дебелото црево, каде што со раце, при отворена хирургија со хируршки раце е многу потешко да се работи отколку со роботски инструменти. Има предност при операција на бубрек во ретроперитонеумот, кој што е исто така мал простор, така да 3D проекцијата во роботиката има огромна предност во однос на прецизност и сигурност. Тоа значи дека при движењата на роботот се попрецизни во однос на хируршката рака? Да, затоа што човечката рака. Конкретно при лапароскопија, значи вие со раката можете да ротирате 180 степени. Роботот може да ротира 360. Има многу предности роботската хирургија.
Тоа значи дека роботската хирургија не е наменета само за возрастната популација, каде што се потребни некои комплексни хируршки зафати, туку и во педијатријата наоѓа своја Да, улога. роботиката наоѓа место во урологијата, гинекологијата, абдоминалната и општата хирургија и во детската хирургија, во делот на урологија и хирургијата на гастроинтестиналниот тракт. Какви обуки се потребни за хирургот да може да изведува ваков типни операции со помош на робот? Многу е битно да се знае дека роботиката не се учи прво и само роботика. Роботика учи искусен хирург кој што има работено долги години лапароскопска хирургија. Значи роботиката е продолжение на лапароскопската хирургија и искусен хирург што работи лапароскопска хирургија доволно му се 3 до 6 месеци, па и помалку да ја научи роботската хирургија. Во Аџибадем, Истанбул, има симулацијски центар, каде што ние докторите од Аџибадем Систина се обучуваме. Тоа е симулатор, каде што се врши едукацијата. После тоа се оди на hands-on, односно работа на кадевер или на мали прасиња, да ги кажам, пиглец, каде што се работи жива хирургија и после тоа постепено се работи на пациенти и во принцип за континуитет, односно за искуство потребно е барем една роботска хирургија неделно да прави хирург. Значи сериозна е подготовката. Да, за да биде во кондиција понатаму, откако ќе заврши со обука и ќе добие соодветен сертификат, да работи барем една роботска интервенција неделно. Неделно? Да. Колку време трае оваа обука? Бидејќи споменавте виртуелна реалност, па потоа зависно од искуството претходно што го има хирургот во однос на лапароскопијата. така. Понекогаш доволни се неколку недели, али во принцип од 3 до 6 месеци секој искусен хирург, лапароскопски хирург, спремена да работи роботска хирургија. Дали овие операции кои што се прават со помош на робот траат подолго или пак пократко во споредба со класичната хирургија? Зависно од дијагнозата, односно од операцијата, од почеток во прво време можно е роботската хирургија да трае подолго време, меѓутоа со тек на времето, со искуството, тоа време се скратува и тоа како и да е роботската хирургија да трае подолго операцијата има многу други предности во однос на отворената хирургија. Ајде да проговориме за предностите. Родителите обично се плашат дека нивното дете ќе има болки после операцијата. Кога ќе се направи роботска хирургија, дали болките се можеби помалку изразени или побрзо ќе поминат во споредба со класичната хирургија? Да, болките се помали, односно пократок е периодот постоперативен на аналгетска терапија. Кај детето 1 до 2 дена се дава аналгетска терапија за разлика од отворената хирургија каде што тоа може да трае и со денови, па и дури една недела. Втора предност е што има помалку узни на кожата. Значи, тоа се инцизии од 5-6 мм, 3 до 4 на абдоменот, зависно колку троакари, колку работни инструменти се потребни и со тек на време тие дури не се приметуваат затоа што се минимални. Значи, Има узните се многу мали. 3-4 узни од по 5 мм за разлика кај класичната хирургија, каде што имате една узна која што може да биде Класичен рез голем. класичен рез, каде што се сече по сите слоеви и узните се секогаш поголеми. Следна предност е што се дават помалку антибиотици. Значи, опасност од инфекција намалена. Скратени се хоспиталните денови, помалку денови детето лежи во болница и побрзо се враќа во нормалниот живот, односно во детството. Што значи тоа побрзо се враќа? Колку денови треба хоспитализација, кога може да се врати детето во градинка или пак да појде на училиште после една ваква операција? Зависно од операцијата, од проблемот што треба да се реши. Во принцип од 3 до 7 дена за рутински операции, 10 дена за покомплицирани, до 14 дена за покомплицирани операции. Ајде да проговориме за болестите кај децата, кај кои што роботската хирургија би можела да се примени успешно. Често пати слушаме дека некои бебиња се родени со стеснети мочи канали во близина на бубрезите или пак кај мочниот меур. Какви се симптомите што ги имаат децата за да се посумнева докторот дека може би се работи за еден ваков проблем? Стеснување на
мочниот канал или уретерот превезикално, односно предмочниот меур или уретеропиелитично горе кај бубрегот, во принцип тоа се обструктивни уропатии. Секоја обструктивна уропатија води до хидронефроза, односно задршка на урина во бубрегот. Таа хидронефроза може да се види пренатално, интраутеривно, уште додека е бебето во стомакот на мајката, и веќе да знаеме, да планираме од како ќе се роди бебето, какви испитувања да се направат и кога да се планира евентуална хируршка интервенција. Кај обструктивните уропатии важно е да се знае дека тие секогаш завршуваат со операција, со хируршка интервенција. Дали е стенозата превезикална или уретеропиелитична, тие секогаш завршуваат со хируршка интервенција. Што значат тие термини што ни ги кажавте? Дали ќе биде кај мочниот меур стенозата или кај бубрезите? Тоа значи дека мочниот канал, уретерот, од бубрегот оди надолу кон мочниот меур и пред да влезе во мочниот меур има стеснување стеноза, односно тука не поминува урината. А уретеропиелитична стеноза или стеноза на мочниот канал уретерот кај бубрегот значи дека урината се задржува во бубрегот и таа воопшто не оди надолу кон мочниот меур. И тоа прави сериозни проблеми? Проблеми, хидронефроза се оштетува бубрегот и сите обструктивни уропатии завршуваат со хируршка интервенција. Дали секогаш оваа состојба се забележува додека бебето е во стомакот на мајката? Може ли да биде пропуштена? Дали се работи за стеноза, дали се работи за рефлукс и тоа е состојба каде што интраутерино може да се види хидронефроза, со пренатален ехо не можеме да бидеме сигурни. За да се докаже дали е стеноза или рефлукс, треба да се роди бебето, па после да направиме дополнителни испитувања. А што е тоа рефлукс? Рефлукс се подразбира враќање на урината од мочниот меур низ уретерот назад кон бубрегот. Има 5 степени. Прв и втор степен се лесни степени кои што во принцип се лекуваат конзервативно со соодветна терапија. Урината се враќа низ уретерот, меѓутоа не влегува внатре во бубрегот. Трети, четврти и пети степен во принцип бараат хируршки третман, односно трети и четврти степен може да се лекуваат цистоскопски со имплантација на антирефлукс гел паста, која што е многу елегантна метода и нема потребна хируршка интервенција, додека петиот степен на рефлукс во принцип секогаш бара хируршка интервенција. Каква паста рековте? Антирефлуксна. Добре. Цистоскопски се влегува во мочниот меур и се гледа рефлуксот. Рефлуксот под око е како дупка за топка од голф. Значи, се влегува со игла под мукозата, се вбрискува антирефлуксниот гел и од ваква положба имаме ваква положба. И се затвара. Се затвара. И тоа го решава проблемот? Го решава кај помалите степени, до трети, евентуално четврти. Тоа би било трајно решение? Може да се повтори до 3 пати на секои 6 месеци и во принцип успехот е голем. Ако не се врати од четврти на нулти степен, од четврти степен може да падне рефлуксот на прв или втор степен и да се продолжи со конзервативна терапија. Меѓутоа кај пети степен рефлукс, тука веќе хирургијата е единствениот интервенција, да. Кога ги споменавме стеснетите мочи канали, споменавте дека тука веќе нема друго решение освен хирургија. И што се прави всушност со хирургијата? Се прошируваат каналите? Како изгледа? Се става некој? Ако е стенозата доле кај мочниот меур, се прави ресекција на уретерот, значи тој стенотичниот дел се отстранува и уретерот наново се реимплантира, се внесува внатре во мочниот меур. А ако се работи за стеноза горе кај бубрегот, уретеропиелитична, исто се прави ресекција на стенотичниот сегмент, се прави анастомоза на здраво со здраво и внатре се става WJ сонда, која што е баш како дупло Ј, со тоа што едниот крај од Ј-то е горе кај бубрегот, другиот крај е доле кај мочниот меур. И таа останува 6 до 8 недели за да зарасне анастомозата, за да зарасне добро тоа што е шиено, и после цистоскопски преку мочниот меур се вади надвор. Значи се ставаат одредени помагала? Да, се става сонда. Што значи тоа за детето кога има таква сонда? Во принцип можно е да го иритира сондата во долниот дел кај мочниот меур. Со прости зборови може да чувствува како го допира, како плива во мочниот меур. Можно е да има ретко крв во урината. Меѓутоа се дава профилакса додека ја носи сондата, откако ќе се извади сондата се завршува со терапијата.
Дали Меѓутоа потребна е сондата затоа што ако не се стави сонда може да направи повторно стеноза. Дали роботската хирургија би била добар избор кај ваков вид на операција кога е потребна голема прецизност? Роботската хирургија за овој вид на операција е идеална. Значи идеален метод на избор е роботска хирургија кај обструктивни уропатии и кај рефлуксна болест, односно кај рефлукс на уретера. Операцијата побрзо се завршува, подобри резултати дава? Побрзо не можам да кажам, меѓутоа технички многу попрецизно. Резултатите се подобри, Резултатите се подобри. Исто така, бебињата, па и малите деца, понекогаш имаат рефлукс, но овој пат од желудникот. Храната им се враќа од желудникот во хранопроводникот. И тоа представува проблем. Дали хирургијата исто така може да го реши ова нарушување здравствено? Кај гастроезофагијалниот рефлукс, односно враќање на храната од желудникот према хранопроводот, хирургијата е последниот метод на избор. Последен. Последен. Секоја се пробува максимално до крај што ви се реко да помине со конзервативен третман, односно со соодветна антирефлуксна терапија, меѓутоа ако не се успее во тоа, со хигиена во начин на спиење, на исхрана, меѓутоа и терапија има соодветна терапија за рефлуксната болест. Меѓутоа ако тој рефлукс е висок степен, ако детето постојано повраќа не напредува во тежина, тогаш се прави хируршка интервенција, фундупликација се прави на желудникот со хранопроводот и можам да кажам дека и за овој тип на операција роботската хирургија е метод на избор пред другите хирургии. Обично колку време се чека пред да се донесе одлука за операција? Дали мора да бидат исцрпени баш сите можности? Конкретно за гастроезофагијалниот рефлукс се чека ГЕРБ, да, се чека долго време. Сме оперирале сите детски хирурзи мали деца, бебиња или дете на 1 година, 2 годишна возраст, кај високи степени на рефлукс, кога детето веќе паѓа во телесна тежина, не може да внесе храна, постојано повраќа. Меѓутоа, ако реагира добро на терапијата, се чека додека функционира терапијата. Кога едноставно веќе терапијата е немоќна, тогаш ја правиме операцијата. Докторе, сме слушнале за папочна кила, препонска кила, но има и кила и на диафрагмата? Да. Ајде да ни објасните што е тоа? Значи, битно е да се знае за килите дека сите се вродени. Сите? Сите, дали папочна, без дали исклучок, ингвинална, дали диафрагмална кила, сите се вродени. Не може од плачење да се добие кила? Не. Килата е вродена. Од плачење кила не може да се добие, од плачење, посебно кај ингвинална и папочна, може да се потенцира, односно да се види килата, инаку таа е вродена состојба. Така, убаво е да се разреши овој мит, бидејќи родителите често пати сметаат, бидејќи бебето премногу плача и е вознемирено, дека се јавила кила. Да не се грижат родителите, децата ако плачат, да се грижат нормално. Плачењето е сепак грижа, меѓутоа да не се грижат дека од плачењето детето добило кила. И сега споменавте дека килата на диафрагмата е вродена состојба. Да, тоа е дефект на диафрагмата. Диафрагмата е како плоча, преграда помеѓу пелите дробови и абдоменот, помеѓу градниот кош и абдоминалната шуплина. И во дел од таа плоча има дефект, односно има дупка, тоа е килата, низ која што може да влезат абдоминални органи, црева, желудник, слезенка, значи може тие органи да влезат низ килната кеса внатре во градната шуплина. Кај белите дробови, кај срцето. Да, внатре влегуваат тие органи и операцијата се состои, роботиката из ова има голема предност во однос на отворената и лапароскопската хирургија. Органите што се навлезени во килната кеса треба да се повлечат надолу, да се вратат каде што има местото во абдоменот и дефектот со конци да се затвори, да се сошие. Да, отворот со конци да се затвори. А дали роботската хирургија може да даде може да најде примена и кај останатите типови на хернија, на останатите типови на кила? Може и кај ингвиналната и кај папочната, меѓутоа многу интересно е што диафрагмалната хернија треба прво да има детето или човекот симптоми, затоа што верувам дека постојат многу луѓе на светов кои што имаат вродена диафрагмална хернија, меѓутоа немале никогаш проблем и не е диагностицирано, едноставно ја имаат, меѓутоа не им прави проблем. А каков проблем обично прави со дишењето? Да, прави проблем ако е голема килата и ако многу органи, посебно цревата, се горе во градниот кош, прави компресија на белиот дроб и
дишењето е потешко, децата имаат чести респираторни инфекции, кога ќе се направи графија, рентген слика на градниот кош, се гледа диафрагмалната хернија. Ако тој дефект е мал и ако ретко кој орган може да отиде нагоре кон градниот кош, мислам абдоминален орган нагоре во градниот кош, диафрагмалната кива едноставно си ја носиме цел живот. А кога станува збор за другите форми на хернија, на кила, дали како се одлучувате дали ќе се направи класична хирургија или пак роботска? Да речеме препонска кила. Ако детето е мало, да кажем бебе, тогаш подобре класична хирургија, затоа што роботиката не е предвидена за многу мали бебиња и ако се работи за итна хируршка интервенција, независно дали е вклештена кила или друга итна хируршка интервенција, подобре отворена хирургија затоа што е скратено времето на припрема. Со отворена хирургија ви може во сала да влезете за 10-15 минути. Роботиката сепак има одредена припрема пред да почнете со операција. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани емисијата е контактна, можете да поставите прашање кое што е поврзано со темата на кое што говориме, но и за сето она што го опфаќа детската хирургија. Телефонскиот број на телевизија Телма е веќе испишан на екранот, така што добре дојдени се и вашите прашања за сето ова за кое што говориме. Сега вадењето жолчка или пак слезина кај возрастните е рутинска операција. Но дали е тоа така и кај децата? Во принцип да, холецистектомија и спленектомија се рутински планирани хируршки интервенции и роботиката за холецистектомија, односно за вадење на жолчното кесе и спленектомија за вадење на слезенката, имаат предност и се прв метод на избор за типот на хируршката интервенција. Се случува кај деца да имате потреба да извадите жолчно кесе? Да, кај поголеми деца, 10 до 12 години, има состојби каде што има камен во жолчното кесе и се случува и кај деца да се извади жолчно кесе. Не е ексклузивна само за возрастните? Не е ексклузивна, меѓутоа многу е почеста кај возрастните отколку кај децата и има случаи на спленектомија, кај одредени состојби. Што е тоа спленектомија? Вадење на слезенката. Кај некои крвни болести, каде што слезенката е причина за таа болест, добро е да се добро, него потребно да се извади слезенката. И во овој случај роботската технологија хирургија има голема предност во однос на другите хирургии. За некои други состојби може да наведете или тоа е главно зашто наоѓа примена? Гастроинтестинални состојби, урологијата, од урологијата исто нефректомија, вадење на бубрек или парцијална нефректомија, вадење на еден дел од бубрегот, роботиката е прв метод на избор. Дали секоја болница може да изведува роботски операции или потребно да задоволува некои строги критериуми? Болница за да изведува роботска хирургија прво треба да има соодветна инфраструктура, опрема и стручен едуциран кадар кој што е покриен со сертификат за роботска хирургија. Така е, сега има ли состојби каде што роботиката не се применува во хирургијата, пред се во детската хирургија? Како што напоменав, во детската хирургија роботиката не се применува кај многу мали деца, многу мали бебиња и кога имаме итна хируршка интервенција, каде што времето не е многу битен фактор. Што значи од која возраст кај децата би можело да се прави роботска хирургија? Роботска хирургија од 6 месеци година нагоре. Значи тоа е долната граница? Да, долната граница е 6 месеци. Така. Имаме гледач, двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмата. Поздрав до вас. Огромен поздрав до доктор Симеонов. Мојот син на само 3,5 години го оперираше доктор Симеонов. Сакам да изразам една голема благодарност. Докторот е човек со златни раце, го спаси животот на син ми, сработеше за отцрнување на тумор на бубрек, се отстрани и туморот и бубрегот, тој сега е веќе скоро 8 години, тренира фудбал, се чувствува одлично и само тоа сакав да го поздравам многу докторот и да продолжи понатака исто со такви големи успеси. Ви благодарам многу за вклучувањето во денешната Телма амбуланта, што го споделивте вашето искуство. Ви посакувам здравје на целото семејство. Благодарам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден.
А гледачот се исклучи. Добро, продолжуваме понатаму. Доктор, како им соопштувате на родителите кога на нивното дете ќе има потреба да се направи некој хируршки зафат? Сигурно тоа е голем стрес за нив. Да, независно од хируршката интервенција, дали се работи за рутински или сложена, секој родител е вознемирен за своето дете. Стравот од хируршката интервенција е разбирлив. Затоа хирургот прво треба да биде стабилен, сериозен, да внесе доверба кај родителите, да им ја објасни хируршката интервенција, да им влее надеж и да го направи и да го даде најдоброто од себе за да сето тоа заврши со успех. Кои се најчистите? Најбитно е секој хирург да знае дека независно дали се работи за рутинска операција, од кила, крипторхизам, циркумцизија, па до најсложена, како што се јави мајката за тумор на бубрек, чувството кај секој родител е исто. Така. Не може вие да кажете, извинете, вашето дете има лесна операција, вашето тешка, не ве разбирам зошто сте загрижени и вознемирени. Секој родител има исто чувство. Така. Секој зафат е всушност најтежок. Затоа треба за родителот. Сериозно, прецизно да му се објасни со едноставни зборови, да разбере и едноставно да има доверба во вас. Што најчесто ве прашуваат? Најчесто е колку ќе трае интервенцијата, како ќе биде после операција, дали ќе има болка, што треба да се грижиме дома, тие се најчестите прашања. Се плашат ли од анестезијата? Да, има и таков страф од анестезија. Затоа сакам да напоменам дека во болницата Аџи Бадем Систина ние имаме детски анестезиолози и секогаш кога се работи за деца во операциона сала имаме детски анестезиолог. Така. Сега кога станува збор за операции во детска возраст, што најчесто изведувате како детски хирург? Најчести операции во детска возраст се кила или хернија, неспуштени тестиси и воспаление на слепото црево или апендицитис. Кога станува збор за неспуштените тестиси, на која возраст се препорачува да се направи операцијата? Порано се сметаше дека треба да малку да се почека за детето да порасне. Кои се денешните препораки? Најновите ставови се дека неспуштен тестис или крипторхизам треба хируршката интервенција да се направи помеѓу 6-тиот месец и 12-тиот. Значи до крајот на првата година. Порано бил ставот помеѓу првата и втората, меѓутоа едно е факт дека секоја наредна година тестисот се оштетува за 10%. Односно сперматозидите се уништуваат за 10%, фертилноста веќе на 14 години е 100%, односно дете на 14 годишна возраст со неспуштен тестис, тој тестис е 100% без сперматозиди. Тоа е едноставно уништен тестис. Значи неспуштените тестиси водат кон стерилитет, а зошто тоа се случува? Што доведува до уништување? Ако се двата неспуштени, водат кон стерилитет. Меѓутоа, ако имаме еден сигурен спуштен тестис, тогаш немаме стерилитет, затоа што еден тестис е доволно за репродукција. Меѓутоа, кај два неспуштени тестиси, ако не се спуштат со тек на време, тогаш може да доведе до стерилитет. А зошто се оштетуваат? Телесната температура е проблем? Затоа што телесната температура во скротумот, каде што има местото и горе, во ингвиналниот канал не е иста. Во скротумот е 33 степени, а веќе во ингвиналниот канал имаме телесна температура 36-37, и на таа температура се уништуваат сперматозидите. Тестисот како тестис постои, он е витален, жив е, прокрвен е, меѓутоа не е функционален за репродукција, нема сперматозиди. Нема сперматозиди, а ќе излачува и некои хормони, доколку од таму има тестисот некаква таква функција? Или тоа може да се наруши? Не, хормоните не, меѓутоа хормоните за репродуктивниот период не се толку битни. Сперматозидите се најбитни за репродукција. Меѓутоа, да повторам, еден тестис е доволно за се. За успешна репродукција? За успешна репродукција и за успешен, нормален сексуален живот. А што е со мобилните тестиси, оние кои што се спуштаат во скротумот, но во текот на денот повторно навлегуваат во телото? Тие мобилни тестиси кои што се спуштаат во скротумот и се движат горе-долу во предел на скротумот, тие тестиси не се предмет на хируршка интервенција, туку се следат до 3-та па и до 6-та година.
мобилни тестиси кои што се спуштаат во скротумот и се повлекуваат, односно бегаат повисоко нагоре, се следат одреден период до третата година, меѓутоа ако не се спушта до крајот на третата, тогаш потребна е хируршка интервенција. Се случува ли бебето да биде родено без тестис? Да, има состојба агенезија на тестис се вика тоа, каде што детето е родено без еден тестис. Тогаш се прави прво ехо да се види дали го има или го нема тестисот, па се прави магнетна резонанца, која што е попрецизна да се види дали тестисот е евентуално сместен погоре во абдоменот. И тогаш ако го нема тестисот, се оди на лапароскопија, каде што се прави лапароскопска експлорација на патот од бубрегот надолу кон скротумот, на патот на тестисот. И тогаш ако го нема тестисот, без разлика што го нема, се отвора ингвиналниот канал, да се отстранат сите структури кои што не се функционални, затоа што има една состојба на малигна алтерација, односно во пубертет, и ако постои тестикуларно ткиво, независно дали е тестис или остаток од тестис, може тоа да малигнизира. А доколку се најде некаде во телото? Ако Може се ли најде- да се врати назад? Значи, ако е високо поставено, ретко кој тестис може да се врати, да се спушти долу, и тоа се прави во две фази. Првата фаза е да се спушти во ингвиналниот канал, каде што се пресекуваат крвните садови од тестисот, меѓутоа се оставаат васкуларизацијата од скротумот, од кесето, со сперматичниот канал, па во вторак, после 6 месеци, да се спушти долу во скротумот, меѓутоа многу е битно прво кој кафе тестисот, дали после 6 месеци ќе остане ист, ќе се зголеми или ќе атрофира, и во принцип се спуштаат тестиси кои што се функционални, кои што имаат ткиво. Тие тестиси кои што се хипопластични се викаат, кои што немаат ткиво, едноставно се празна вреќа, подобро е да се извадат отколку да се спуштат и да прават дополнителни проблеми. Како изгледа операцијата за спуштање на тестисите? Дали е сложена? Комплексна ли е? Во принцип, орхидопексија се вика операцијата, е рутинска операција за 95% од неспуштени тестиси, само тие неколку проценти од 3 до 5 кај високо поставени тестиси бара поголемо искуство и прецизност. Меѓутоа е рутинска операција, се прави рез на кожата од левата или десната ингвинална страна, зависно кој тестис го оперираме. Се оди во длабочина по слоеви, се отвара ингвиналниот канал, се наоѓа тестисот, се ослободува фуникулусот од тестисот од перитониумот, затоа што неспуштен тестис представува еден вид кила. Килната кеса е залепена за тестисот и затоа тестисот не може да се спушти надолу. Се ослободува перитониалната килна кеса, добива тестисот должина, се спушта долу во скроталното кеса и се фиксира. Може ли после операцијата повторно се врати тестисот назад? Многу ретко, во принцип не, и да се врати, тоа би било поместување нагоре во границите на дозволеното. Како изгледа опоравувањето по една ваква операција кај мало дете, кое што е во пелени? Кај мало дете во пелени е полесно, кај мало дете што оди е потешко. Затоа што разбира, одат со расширени нозе како робот, просто кажано. Меѓутоа како и да е, потребни се 7 дена да помине сета таа состојба. Битно е истиот ден после операција, детето веќе може да се вертикализира, да почне да оди, да се движи. 1 до 2 дена се потребни аналгетици затоа што нема голема болка. Битно е да знаат родителите дека првиот и вториот месец после операција не е дозволено да вози точак, да игра фудбал, базен, тобоган. Тоа кај поголемите деца е малку покомплицирано да се разбере детето, и да се убедат. Меѓутоа мора родителите да бидат внимателни постоперативно кај неспуштени тестиси. Што доколку не се потчитуваат овие препораки? Доколку не се потчитуваат, не може да се случат. Знаат децата свој глави не може да се случат некои поголеми компликации, меѓутоа ако се повреди неспуштен тестис, може да дојде до хематом, до оток, до дополнителна траума која што на долги стази не може да знаеме какви последици ќе носи. Плачливи ли се децата во тој период? Можат ли нормално да мокраат? Можат, се може да прават нормално.
во принцип повеќе им е непријатно отколку што има некој поголем проблем. Почесто оперирате бебиња кои што се во пелени или пак поголеми дечиња кои што веќе разбираат? Во последно време повеќе оперирам бебиња во пелени, затоа што се променети и ставовите, родителите веројатно пратат социјални мрежи, читат, следат и ги носат децата на време. Така да, за разлика од пред 15 години, сега се оперираат неспуштени тестиси кај многу помали деца. Обично родителите се плашат кај многу мало бебе од ваков тип на операција, пред се заради анестезијата. Да. Кога ќе дојде детето за операција, прво се праќа кај анестезиолог да се направи анестезиолошка процена. Ако има потреба се вклучува и педијатар, најчесто пулмолог, ако има некој респираторен проблем на детето и многу често знае хируршката интервенција да се одложи, затоа заради некоја здравствена состојба, одробен наод, покачена температура, покачени параметри крвни во крвната слика, затоа што кај рутинска операција, неспуштен тестис па и кила, мора се да биде безбедно. Нема простор тука за ризик. Додека кај итните хируршки интервенции, каде што со еден збор кажано само операцијата е спас, сме влегуле во операциона сала и со такви состојби. А докторе, што е со килата што се јавува кај бебињата и кај малите деца? Еве, па почетат кила да започнеме тука. Понекогаш родителите ставаат паричка, ја притискаат. Да. Дали така може да се врати назад? Тоа е минато, барем верувам дека е минато, затоа што 95% од папочните кили спонтано затвораат. До крајот на третата... 95%? Па тоа е голем процент. Да. Спонтано затвораат како се развива абдоменалниот зид, како се развива мускулатурата, така и се препокрива дефектот од папочната кила. И 95% од папочните кили до крајот на 5-та година се затворени. Многу ретко се оперира папочна кила. Во мојата кариера дали сум оперирал 3 или 4 папочни кили. Не постои тука ризик од вклештување? Не. Кај папочна кила не постои ризик од вклештување, затоа што просторот е многу мал. Мал е папокот, 2 до 3 сантиметри, не може тука да се вклешти килата, само да се вклешти цревото, само се прави како меур. Додека кај ингвиналната кила, затоа што друг е просторот, може таму да се вклешти кила, односно да се вклешти црево или кај женски деца јајничка. Значи препонската кила носи многу поголем ризик во споредба со папочата. Дали децата кои што имаат, да речеме, папочат кила на левата страна, може да го добијат истиот проблем и на десната? За ингвинална кила, мислите, да. Да, за препонска се. Да, ингвиналната или препонската кила секојаш е видлива со око. И во принцип дијагнозата прв ја поставува родителот. Видел подуетинка лево или десно, оди на доктор и јасно е дека се работи за кила. Знае понекогаш после операција на едната страна, после некое време да се јави, односно да се појави, и таа е вродена, не е дека таа се случила накнадно, него да се појави од другата страна. Причината е затоа што од едната страна е послаб зидот и тука се прави подуетинката, од другата страна не е уште толку слаб зидот, меѓутоа веќе кога ќе се затвори килата од едната страна, веќе тука може да се потенцира килата од другата страна, затоа што слабиот зид од едната страна е затворен. И тоа како и да е, во денешно време кога има лапароскопија, јас во принцип секогаш правам прва лапароскопска експлорација, каде што со камера можам да ги видам двете страни од ингвиналните канали и со лапароскопија многу прецизно се гледа дали има кила од едната, од другата или од двете страни. Значи, и да не се појави подуетинка, лапароскопијата може да дијагностицира кила. Да видите дека всушност таму е присутен проблем. Кај препонската кила, дали постои можност да се почека? Да се види дали проблемот ќе се реши само од себе или такво нешто не е можно? Препонска кила само од себе не може да се реши. За разлика од папочната. За разлика од папочната. Може да се почека во однос на тајмингот за операција, зависно од килата. Меѓутоа, ако килата е ингвиноскротална, ако
дел од средните виуги низ ингвиналниот канал се спушта доле во скротумот. Ако имаме една епизода на инкарцерација или вклештување, тогаш мој совет е што побрзо да се заврши хируршката интервенција. Како изгледа оваа кила? Секогаш е како меурче, како нешто што е Да, подоено? секогаш е како подетинка, Добро. може да биде да варира од големина на маслинка, орев, мандарина, меѓутоа во принцип се појава кога детето е вознемирено, плаче, трча, скока, кога е мирно се повлекува. Вклештена кила подразбира исто таква подетинка, меѓутоа детето плаче, вознемирено е, не се повлекува, може да почне да повраќа и кога ќе ја притисне родителот, таа е тврда како камен и болката се потенцира. Тоа значи дека имаме состојба со вклештена кила и родителот треба веднаш да го носи своето дете кај детски хирург. Значи, вклештената кила е ургентна состојба. Најургентна состојба во детската возраст. Што се случува со цревото, кое што навлегло, например? Вклештено таму? црево после 6 часа веќе почнува да страда, а после 12 часа веќе може да претрпи дефинитивни исхемични промени и да влезе во фаза на некроза, односно веќе тоа црево, таа цревна виуга не е жива. И тоаш веќе и операцијата е покомплицирана. Треба да се направи ресекција на цревото, значи таа цревна виуга што е некротична се отстрани, да се направи една стомоза на здраво со здраво црево, да се затвори килната кеса и да се продолжи времето на лекување на 5 до 7 дена, наместо рутинска операција, истиот ден детето да си оди дома. Затоа не треба да се чека кога станува збор за препонска кила. Треба што поскоро да се реши проблемот. Инкарцирана препонска кила е драматична клиничка слика и секој родител треба да ја препознае. Че дечето плаче, ќе види родителот дека се работи за килата, ќе ја допре, ќе види дека е тврда, детето ќе го потенцира плачењето, болката, ќе почне да повраќа и тука нема родителот што да има дилема, треба веднаш да оди кај детски хирург. Кога зборуваме за ургентни состојби, исто така и тестисот кој што знае да се уврти, зошто пак тоа се случува и и колку брзо треба да се интервенира во ваков Торзија случај? на тестис или увртување на тестис исто така ургентна хируршка состојба, може да се уврти спуштен тестис, меѓутоа може да се уврти и неспуштен тестис, односно крипторхитичен тестис, кој што е многу потешко да се препознае отколку спуштениот тестис, затоа што спуштениот тестис почнува да оттекува, има болка, се повлекува нагори, се фиксира и е болен на палпација. И тука времето е битен фактор. Првите 6 часа се многу битни, да се препознае таа состојба, да се направи навреме хируршка интервенција, да се деторквира, да се одврти торзијата, затоа што крвните садови може да се завртат за 360 па и до 720 степени, кој љушпа од јаболко, и тука имаме пореметување на крвоснабдувањето на тестисот. На време на хируршка интервенција подразбира одвртување на торзијата и фиксирање на тестисот во скроталното кесе. Затоа торзијата на тестис и вклештена кила може да се набројат како најитни состојби хируршки кај деца. Во ваков случај претпоставам дека се прави класична хирургија наместо Класична, роботска. класична. Тука веќе кога е итна состојбата, класичната Класична хирургија е вистинското решение. Каков совет можете да им дадете на родителите? Во кој случај детето треба да го однесат веднаш кај детски хирург? Бидејќи некои се жалат, ги боли стомачето, и сега родителите не знаат дали е стомачен вирус, дали е слепо црево. Ако се работи за стомачен вирус или за мезоинтерален лимфаденит, тоа е состојба каде заради некој воспаление на грлото, на носот, доаѓа до зголемување на мезоинтералните лимфни јазли и лимфни жлезди и тие болат. Меѓутоа, таа болка е краткотрајна, може да е интензивна, дори многу интензивна, со плач, меѓутоа 15-20 минути па е половина час ќе заврши болката, после ќе имаме нова епизода. А за разлика во воспалено слепо црево, болката од сат на сат е се поинтензивна, че не престанува. Детето се жали на јака болка од десната страна на папокот, малаксано е, има гадење, може и повраќање, покачена телесна температура, губиток на апетит. И тоа е една класична клиничка слика за воспалено слепо црево. Може ли понетипични симптоми да има? Да речеме детето да се жали на болка во стомакот од другата страна или кај папокот? Во принцип болката секогаш
почнува околу папокот. Нема прецизна локализација, меѓутоа после неколку часа секогаш се локализира од десната страна, односно ако немаме состојба на ситус инверзус се вика тоа, ама тоа е многу ретко, кога органите се обратно поставени, па слепото црево е лево, меѓутоа тоа е многу ретко. Во принцип, после неколку часа, болката е десно од папокот и е се поинтензивна и поинтензивна. Ги Дури споменавте, вие сами ако се пипнете, ќе почувствувате силна болка. ги споменавте мезентеријалните жлезди, кои што понекогаш кај децата се отечени и создаваат болка во стомачето. Родителите кои ќе слушнат отечени жлезди во стомачето се соочуваат со еден паничен страв. Па иде сега да појасните за што точно се работи. Се работи за воспалителен процес во телото, дали грло, дали нос, дали настинка. И има низ телото многу лимфни жлезди кои што реагираат на воспаление. Мезентеријалните лимфни жлезди се наоѓаат во стомакот и тие кои реагираат на воспаление се зголемуваат и тоа е причина за болка. Меѓутоа таа тмува болка која што може да биде интензивна, меѓутоа не долготрајна. Значи, тоа се периоди од 10, 15, 20 минути, па ќе попушти болката, па пак ќе се јави, па ќе попушти. Родителите да не се вознемируваат и да не се загрижуваат, затоа што таа состојба понекогаш може да трае и со недели. Значи, состојба на мезентеријален лимфаденит со болка кај децата може да трае со недели. Значи може детето да има проблем со грлото, а да се жали при тоа на болка во стомакот. Меѓутоа искусен, па и не толку искусен детски хирург може да направи разлика помеѓу воспалено слепо црево и мезентеријален лимфаденит. Потребно е ихо да се направи за Да, да во се денешно време, да, се прави ехо, каде што на ехо се визуализира апендиксот ако е воспален и се визуализира лимфната жлезда ако е зголемена. Може ли кај децата секоја настинка да биде проследена со отекување на овие жлезди со болки во стомакот? Не секоја, меѓутоа има Повеќето? настинки повеќето, да. Посебно грло, крајници, тонзилит, тонзилофарингит, значи воспаление на грлото оди со мезентеријален лимфаденит. До која возраст е присутен овој проблем? Го надраснуваат ли И кај децата? големи деца има примери каде што воспаление на грлото оди со болка во стомак ради мезентеријален лимфаденит. Значи децата реално чувствуваат болка, не Реално е дека чувствуваат болка, меѓутоа не бидејќи некојши не им веруваат. реално, меѓутоа видете има состојби каде детето знае да го искористи моментот на болка. Меѓутоа кај лимфаденит мезентеријален болката постои. Постои. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Имавме една интересна тема и драго ми е што ги разработевме бројните аспекти поврзани со неа. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.